Здраво другари, здраво на сите. Ќе видим само колку 8 дена ме нема. 8 дена ме нема и фала на тие 5-6 души што прашаа: брат, ајде шо виде видео. Оние другите, брат, ако ќе ми рече некој не снимаш видео. Значи, кога ќе пробам да снимам видео, ќе добијам поголеми блокади и у самата група, и дури на Facebook имам чудни дешавки, например, не може да се аплодира видео, се некои такви ситни проблеми, а јас сум таков краток на нерви и малку паузирав. Плюс и ово окочење што се случи, стварно ми требаше да се соземам, пошто гледајќи како се собират бавно луѓето да се организират, да се бранат, да се дознае вистината. Хорор ситуација, не се збори на таа тема, може па да ми блокират некој видео. Одеме за крипто, некоја кратка аналитика да направам. 8 дена ме нема, народот гајле го е за крипто. Сите чекат на 50.000, другари, утре са бајле, брат. На 50.000, утре са бајле не чекавте, не купивте на кога беше паднало на 72.600, супер, брат. Трупајте на 93, не е проблем. Македончето од секој што купувало на скапи цени. Така да, гледај. За 7 дена 10%, Ethereum 11, скоро 12%, BNB 3%, скоро 4% да речеме, Solana 14%, Cardano скоро 17%. Јас се изидувам, удара спањето, Chainlink 20%, Stellar 17,38%, Polkadot скоро 17%, Чичо Трамчо за 7 дена 70%, оној за 24 сата беше летнал многу. Не знам, најискрено тоа не е фер, например, да кажува, нели, знаеме на каква позиција седи и сега ќе ги вика на состанок и ово оно, ти можеш без никој да знае, да ги видат по адреса и уствари шо лупам, па како ќе контактират. Сега тука... Па не, мислам дека не требаше да се направи таа реклама, пошто додуше ово не е веќе ни маме коен. Ово е, нели кажавме, Пандорината кутија е отворена и нашиот прокрипто председател мора да го трпеме. Тоа е. Али сепак е, нели, најдобриот на таа тема. Нели, ја го финансирав да дојде на позиција за крипто, иначе со другите ако бевме ќе беше уште полошо, така да ајде ќе издржим и тоа Трамп Пандорината кутија. Па и гледај, некој може и да направите пари тука. VeChain 18%, Jupiter, кажави другари, гледајте, Jupiter е берза која што се развива. 27%, брат. KuCoin 3%, Sandbox 19%, Gala 24% скоро, Axie Infinity 15% скоро, Ron 14, скоро 15%, Melania 25%. Значи, добро, тие прво напумпаат Трамчо, па после неа. SLP-то е 23%, Star Atlas токен, in-game токен е 15%, а DAO-то е 23%. Но вакви суми DAO-то, луѓе, најискрено, 0, колку беше најниско, 0,5, ја го немам видено. Јас сум толку време ова, али тоа е биткоин што ги влече и плюс многу луѓе, тоа е, гледате, мал маркет кап има, 20 милиони, кој да продаде, тоа си влече. Така да, мојата watch-листа што ја пратам, нема некои луди загуби, нема ништо, полека си крчка, како што ви викам, ќе има bull market, само че да проверам нем тоно да не ми работи, пошто имаше апдейт на OBS студиото, со YouTube канал, нешто ми зафркаваше. Компјутерот ми е више 4 години, немам кеш да го сменам, а и лаптоп више никогаш у живото, крај.
Лаптоп, никогаш. Завршил сум со лаптопите. Да пиеме малку пиво. Јас извинувам. Што сакав да кажам, темата е оваа. Другари, мокните луѓе, ја и понапред зборев на оваа тема, сите вика, брат, шо ти е, кој Шекил Онил појма нема за крипто, другари, Шекил Онил е одамна, братче, у погрешниот сектор. Значи, и дури ја не очекував од него. Таен сетълмент, таен договор е постигнал за тие што го тужија за погрешно наведување. Чекај, другари, ќе ми се уклучи аларма. Само да ви покажам плюс. Чекај да му уклучам. Мора да уклучам да копа. Оти Славчо ќе треба да ми прави нова програма. Ќе треба да ми прави нова програма за Star Atlas, дека имат комплетно нов апдейт. Значи, гледајте колку ја сменија целата игра. Ово е веб играта ја сменија комплетно. Направија ја да биде, што се вика, иста како што се играеше на Epic Games. На Epic Games е многу појаката графика. Тука не ми е јасно, они имаа план да направат окво нешто, ама сепак колку е да најслаба графика, например, влече. Со OBS студиото, уопште, брат, не се сака оваа игра. Толку снимам, ко не снимам, немам никакви проблеми, ама кога го играм, и многу побрзо. Гледајте колку, добро сега OBS студиото е уклучено, колку побрзо, ако се сеќавате понапред како кликав, рефреш, ово, сега е многу побрзо, луѓе. Уште имате да мал баг, едната флота ми е заглавена, али чеки пред колку дена, пред 3 дена, ако не се лажам, или 4 ја пуштија. И сега ги докнувам. Чак пат ми заглавува една од флотите. Имат некој баг. Не работи рефреш копчето. Ја бев ја оправил, ама нешто денеска е пред 2 часа, ми заглави. Али не е проблем. Играта е се уште у тест фаза. Нема да биде видеото за Star Atlas оваа, само сакам да си го уклучам, да ми копа да не губам. Плюс да покажам. Unload all cargo одеме. Да исклучам, брат, треба да направим рефреш. Оствари, чекай да видиме. Другари, активирав ги сега да не ја тупеме. Оти многу луѓе не ја играат и да не бидам досаден, подобро да се купуват токен од колку бродови, пошто и без тоа пораки, брат, како што ги гледам, заглавуваат на наједноставни работи, не се баш за играта. Само да ја покажам, гледајте ја мапата какава е. Овие сите точки, тоа се флоти. Некои од тие флоти вредат 100.000, 200.000, 300.000 долари, 10.000, 50.000, милион. Сите тие точки, другари, е флоти на некои си луѓе. Враќаме се на Шекил. Другари, типчето, кој ќе речат, дури у Америка, да знаете, значи за овакви големи играчи, у Америка можат и суди, и председатели, и додуша после Бајден не де, али големи риби може да завршат у затвор, доколку населението се дигне на протести, можат. Али Шекил Онил го сакат сите. Други кои беа, мене ме нервира зашо тајна. Брат, дај да видиме шо е работата, брат. Ти со FTX, Шекил Онил се правдаше дека неговите агенти таму што ги има за маркетинг, они биле криви, он само се подпишал дрн-дрнјариња, он и пред тоа беше умешан со
крипто NFT, ако не се лажам нешто измама. Значи, еднашка разбирам, ово е втор пат. Може и да му е повеќе пати, стварно не се сеќавам, ако знае некој повеќе пати дали имаше со него нешто проблеми, не се сеќавам, да пише у коментари на YouTube. Инаку, типо рекламираше берза дека ово е светиот граал у крипто, чудо, значи на многу. Оваа берза највеќе на штетина Стар Атлас. Таму, колку беше, мислам прво објавува 50, само испадна 25, таму некој новинар многу погрешно беше напишал 25 милиона, мислам дека и беа заглавили. Значи, еве ги другите луѓе кои се дека беше. Еве, гледајте, брат. Том Брейди е најпознатиот рагби играч. Супер модело Жизел, мислам дека беше жена му. Том Брейди, ако не се лажам. Билионерчето Кевин Олери, иначе тоа Shark Tank гнасата, што не може да гледам. Значи, таа е насекаде, брат, че Кевин Олери, брат. Тоа е, не знам, насекаде, брат. И никако у затвор да улезе. Еве NBA играч Удонис Хаслем, не го знам, тај не пратам NBA до толку. Дейвид Ортис и Наоми Осака и други. Значи, имаше многу повише. Имаше и глумци, и пејачи, и све. И, брат, набутай ги у затвор, бе. Стави ги у затвор. Какви си тие договор постигнуваш? Ако е билионер и шо? Ако е спортист, ако е познати и шо? Брат, и Америка не е тоа што беше, да знаете. Еве Онил финализира 11 милиони договор со Астра... ја па надолу не го прочитав. Astral Solana Based Project, Distilled NFTs, еве го и тука. Еве, брат, еднашка, два пати, утре пак ја направе. Јас сам од чеки разочарам, брат. Така да, Шекилчу, катастрофа, брат. Требаше баги да го рокнат да здрава и барем една година у затвор да му дојде акало, брат. Една за NFT-то и една за ово. Да му дојде акало, иначе ако не го стави, така сите ако правиме договори, што ќе нема кој да улезе у затвор, па и сите ќе се договарат. Сите требаше у затвор да отидат за FTX. И така да, жално. Другари, например, многу луѓе снимај, брат, што да снимам? Тоа е, брат, кажано е. Bull market ќе има. И еве, гледате, не падна на 50.000, брат. Се замисли секој ден сега да снимам видеа и истиот мобет да го правиме, брат. Досадно е. Значи, ја објавувам често, така да еве, не падна на 50.000. И нечу, луѓе после ќе ја покажам. Ние беме пред неколку дена, ја бев под блокада нешто и пред неколку дена ќе покажам, само право да измислам, али беме пред нуклеарна војна, бе, другари. Че само да не ми блокнат видеото, нем да се покаже нешто, ти на Твитер знаат многу работи да прикажуват. Стопирај тука. Луѓе, терористички напад се случи у ово. Сите пакистански националности, мислам од пакистанска националност, удрија на Индија. Че ја не верувам дека тражи се ново жариште на војна блиску до Кина и тражи се тај дел да се разгоре, разбирате ли? Тие Индија и Кина си имат таму големи проблеми на границите. Има, ако пишете на YouTube, имат сериозни проблеми. Там Кина неше тестирала некои нови оружја, па Индија се повлече. Некој стварно забегано оружје беа. Але луѓе, Индија е нуклеарна сила. Пакистан е нуклеарна сила. Пакистан има 170 нуклеарни глави. Мислам дека до 2025 ли беше или 2028 треба да стигнат до 200. Шо лупам? Една да имате заебано, а не па 170, брат. 170 имат. Ово со Пакистан и Индија не е заебанција, брат. Ово е, еве тука више муслиманите ги тепат, не се там сите, индици се брутални, да знаете, не знам зашто нема потреба сите муслимани да ги тепат. Што се криви, брат, муслиманите там сите за службите што си играат овакво провокации. Какви, братче, индијците другари се мирни, миролюбиви, окей. Минете ли некои одредени граници, ја имам работено со нив, брат, ќе го видите пеколо. Мините ли некои одредени граници со нив, ќе го видите пеколо. Не се луѓе што каже го се онадуват. Чекај тога да не ме го блокират видеото. Иначе,
овие две држави многу лесно може да избие кај нив и малку се спукаа, може многу да отиде у лоша работата. Нуклеарни сили се ово. Овие ако се спукат луѓе, може да биде многу зебано. Тај дел ако се отворе, другари, не верувам нуклеарна војна да почне, али сепак кога сакам да кажам, кога има нели вакви вести, дека они беа и со војската беа кренали више. What the fuck? Значи, више кога овакви се припукуваат, може да дојде и до нели и двете имат сериозно наоружање, може да дојде до сериозни борби и тај дел да се дестабилизира и на маркето да му наштетат. Не за друго. Разбираш? Сега не ќам да упаѓам, ама мислам дека на Кина не смее никој да удре, ама знаеш кога те ударат вака на каже го, чек само 2 секунди, нешто ми сецка. Че другари, мапата да уклучам и ми се закла. Дефинитивно кога ќе си отидам во Македонија треба да земам некоја машина. Лаптоп сум кажал не. Луѓе, гледај Кина. Гледај кај Индија. Гледај кај Пакистан. Гледај Афганистан е ептен нестабилен. Значи на ово службите, значи Кина и јас многу Кина си играе, уште не е толку, да, имат стварно Кина да бидем појасен. Кина да ја направи оперативна нивната армија и треба негде до 2028 2030, затоа што имат голема армија, имат изградено чуда, но немат водено војна до тај калибар последните години, да речеме, последните години. Оддамна немат водено такви војни од таков калибар за нивната војска да ја истренира. Ти едно е да имаш оружје, едно е да имаш нели сериозна голема армија, треба ти и такво. И Русија имаше голема армија и сериозна војска и се, ама Украина гледате дека на терен се учат нови работи. Тестират се и војската и оружјето, така ли? Значи не идат работите така на терен кога улезеш. И сега да си играеш со Америка и додеш контра Трамп, има служби што може да ти направат дому дворо, кажи го, да ти направат дворо што се вика да ти направат голем проблем. Еве го и Тајван дека е другари. Кина, ако се спукат Индија и Афганистан, Индија и Пакистан да има сериозни борби, Кина ќе треба дел од армијата да ја насочи да си обезбеде тај дел тука и да надгледува. Значи, на Тајван ќе се одложи сега за сега, иако они до сега требаше. Луѓе, Тајван секој ден е обкружен. Значи, ово чудо, секој ден е обкружен со илјадници бродови, подморници и авиони. И симулират вежби, тоест лажни напади и не се знае кога стварно ќе улеза тука. Или ќе биде мирно војската да се истоваре и да се договорат, или ќе биде ако Америка со Трамп, Америка не верувам дека би Бајден беше кажал дека ќе помага, Хилари Клинтон ако беше човеч, Господи Боже. Ако Хилари Клинтон беше на председател, другари, ние тука сега ќе се маавме со нуклеарки. Сигурно од бункера доле ќе ви известував и ќе морав за жал од Елон Маск интернет да земам. Трамп не верувам дека ќе улезе ако Кина крене нека Тајван. Трамп не верувам дека он сами знае. Америчката војска 50 години ништо не е сменето. Луѓето е се стара тamo оправа. Доле под земјата имат, да, ама тоа под земјата да се изваде таа напредна технологија, многу американци ќе се запрашат, ќе речат, чекај брат, колку време ги имате вие тие толку напредни авиони, чуда и технологија, а сте ги криле. Разбираш, у Америка не е така лесно да извајате ново оружје. А со тие стари бродови против Кина и против целата нова такво, тешко. Че плано на многу луѓе не го разбират. Трамп работи. Гледате, тука се прават се проблеми у Индија и Пакистан за да се одложи нападот на Тајван, Кина,
да подклекнат Кина против тарифите на Трамп, да се договорат, за затворени врати се више збора. Гледа, Трамп си кажа, јас го имам и кажи го дека ми е профило. Јас го имам чекай ток се чекай да го беше. Well, they had a meeting this morning, so I can't tell you. It doesn't. Yeah, please. A question on China. Can you clarify with whom the U.S. is speaking with China? They're saying it's fake news that trade talks are happening. Well, they had a meeting this morning, so I can't tell you. It doesn't matter who they is. We may reveal it later, but they had meetings this morning, and we've been meeting with China. And so I think you have, Jeff, as usual, I think you have your reporting wrong. Thank you very much. We'll see. Другари, кажи го, тоа дека Кина е комунистичка држава која што нели на нивните вести најнормално ќе излезе и ќе рече нема никакви договори, нема ништо. Луѓе, тие за затворени врати нон-стоп имат отворени линии. И се преговара, но секунди се тука договара и преговара. Не ово ти што гледате на телевизија, он седе, па дали овие ќе му одговорат, па дали он ќе одговори. Не, другари. Ни да работи така. Јас сум бил пред кабинет на председател обезбедување, таму имаш отворени линии нон-стоп. Кога нешто треба, таму имаш нон-стоп отворени линии. Кога имаш, кажи го, проблеми од државата, имаш нон-стоп од амбасадите посетуваат, нон-стоп таму е договори, преговори и дилови. Нон-стоп, другари. За една мала држава како Македонија, а не па замислете си Кина и Русија. Другари, финтата е, ово го прават длабоката држава на Америка, да е немери низ дворо, пошто Кина луѓе уиде, че ово да исклучам тука да не ме рокнат некој блок, да ми се покаже некој видео, што не требе. Луѓе, Кина уиде многу напред. Не можем да ги зголемам видеото, тоа научив си лекцијата. Треба да види добре фално дечкото, не знам како се викаше, шо никој да може да го истемпирам ова, брат. Значи, луѓе, ние можеме комплетно не мора да има тон. Луѓе, ние можеме комплетно да седеме дома, да земеме токени и само да истражуваме, да научиме се комплет за езера, за реки, за мориња, за океани, за историја, за се, за генетика, ДНК, за се, и да почнеме да истражуваме други планети. А овие да ги вршат нашите работи комплетно. Луѓе, ово е 120 години минимум, уште од времето на Тесла, достапна технологија. 120 години. Замислете си што имат војските. Че луѓе, не забравајте, Тесла има пред 120 години креирано сите овие работи, денеска што ни се пуштени да ги користиме. Замислете си што имат армиите и што има длабоката држава. Другари, Кина, овој се дозволува, значи од американците да го прават. Ово е тест фазата. Американците се прават као демек, знаеш, ние у Америка неаме технологија, неаме 50 години патиштата не се оправени, неаме ништо. Другари, ово длабоката држава се селе, знаеја дека Трамп ќе дојде на власт. Тоа се две фракции што се борат едни меѓу други. Трамп е old fashion тип, што сака да ги врне американците да работат, да ги научи на дисциплина се. Тоа многу тешко ќе иде, затоа што американците 3 години беа под ковид со многу големи месечни примања, со помош, со чуда. 3 години некој млад што е лежал, што е геймал, што е павкал, не можеш ти да го врнеш брачо колосек назад. 3 години е таа, една година, 5 месеци, да. 3 години, тактички, пресметано од психолози, психијатри, 3 години е таа, ти више си се улежал, брат. Нема. Тука не може до Америка, ако кренам со камера, не може да се најдат овакво. Не може да се најдат, како се вика, чекай само една секунда. Не може да врте додека брмбам, другари, аналитиката да врте. Луѓе,
Сите овие работи и се дозволија од длабоката држава. Целата технологија од Тесла што има креирано и што има досовршено се праќа у Кина. Зашо у Кина? Кина е сеќавате се дека они ги произведуваше сите работи за Америка и за цел свет. Така ли? Ако у Америка се изваеше оваа технологија, американците ќе речеа добро, нема потреба ние да работиме, еве, ќе шетаме, ќе уживаме, роботите ќе работат место нас. Така ли? И тука Америка ќе изгубише контролата. Овака, целата технологија се праќа у Кина, дозволува се Кина да ја развие и тоа е држава која што кажи го кој граѓанин ќе се побуне да рече окей, ние не одеме веќе на работа, давајте ни пари, ќе седеме дома. Таа нема да биде така. Погледнете, од днешка Кина ваде поеки, поевтини, поквалитетни модели од BMW, од Mercedes, од сите тие гиганти што се били на времето. Германија е, другари, у сериозна криза. Значи, германските автомобили ќе ги возат само елитата. Ние за 5 години цел свет ќе биде преплавен со високо квалитетна кинеска технологија. Високо квалитетна кинеска технологија која што ќе ви кажувам, ќе немаме ништо, ќе бидеме срекни, мотото е до 2030, најкасно 2035, да речеме, Трамп нека саботира 4 години, до 2035 нека е, ќе седеме дома, ќе ти оддадат колку да јадеш, колку смееш да пиеш, колку време смееш да шеташ, дека смееш да шеташ и повеќе на мета ќе бидеме приклучени. Виртуелна реалност, а овие чудата ќе ги работат сите работи за нив. Не и требате на улицата више. Не и требате да се организирате, да се дружите, да се надувате. Затоа ви викам, планини и села таму негде забутени у Македонија, се уште ќе имат шанси големи, нели, да се дружиме и да креираме ние да има социализација. Тука овие големите градови, крај. Тоа е тука и више и нема социализација сега, а не па кажи го после 5 години. Значи или еви нека е 2035, нека и после 10 години. Но луѓе, тоа беше тест фазата со 3 години дома затварање да ве привикнат. Може да ќе има уште едно такво затварање големо или блекаут и овие дечките од Iron Man ќе излезат, разбирате ли, ќе ги работат нивните, ќе ги работат нашите работи кои што ние ги работевме до сега, ниту јадат, ниту пијат, ниту спијат, значи ниту се жалат, ниту и треба поголема плата на копчето и фул активиране. Сега тоа другата фаза што ја планират, нели, као демек еден ден ќе се побунат со таа глупост вештачка интелигенција која што не постоја, оствари алгоритам програма. Тоа е малку депопулација да направат, типа не и се дават многу токени, разбираш, и затоа ви кажувам. Луѓе, ако имате шанси, иселете се од големите градови, гледајте да бегате по ептен некои таму мали села или комплетно у планините и таму се живеете, разбираш. Пак имате интернет, пак имате гейминг, па ќе можете да патувате, да се видите со луѓето. Тие што ќе живееме у помалите места, ќе бидеме, верувајте, многу подобри од овие што ќе се тука по Америка, по Европа, Канада, Австралија. Тоа ќе бидат хорор држави, помнете ми зборо за живот. Да не ја филозофирам, видите и самих си ги најдете. Тоа не чека, другари, токенизација. Друго, погледнете го, брат, не ме зафркае човеч, гледај. Че ние у Америка мосто не се расипа, сум кажувал, 3 години не можеа мостот да го прават, луѓе. Скрши се, одеднашка пропадна еден дел, една дупка, како да ви кажам, како една шака. Луѓе 3 години не смеја да го отворат, оти тука тешки товарни возила минат да не паднат. 3 години не можеа да го прават мосто. 3 години. Гледајте ги вие човеч што направија, брат. Гледај ги вие што прават, брат. Значи оваа технологија е дадена. Као демек они улезели у системот, хакерале, украделе тука чуда, индустријска шпионежа, бла бла бла. Брат, ти у Америка да украдеш сите тие работи, може да земат Америка се луди да те ропнате нуклеарка и не ги интересира дали ќе почне Трета светска војна или не. Има се, изберени се кинеите да ги тестират сите тие работи и тоа е. Друго, филозофија, неам, јас сум повише за тие работи. Не може да се концентрирам, луѓе, таман
собирав сили да направам јаки подкасти за теорија на заговор и гледате што случи со Кочани. Немам желба да седам пред компјутер, разбираш. Ко знам колку фамилии страдат, немам желба да седам пред компјутер и да снимам видеа, разбираш. Не можам. Не можам да се концентрирам. Еви од српската телевизија ми викаа за повише подкасти. Не можам, кажав, луѓе, не можам да се концентрирам, разбираш. Мислите ми се тоа што се случи и у било кој друг град да беше, нели? Народот гледаш не знае да се организира, кривични, исплашени се, сиромашни фамилии се повеќето. Не знам, оде бавно организацијата, оде бавно борбата. Народот е многу исплашен и не знам, не може да се концентрира, многу луѓе ми викат снимај, еве и јас сум нон-стоп од блокади, гледате. Аз се активирам да зборам на Facebook, на Instagram, нешто, тие ме рокнат блок, ја после и за криптото не може да се зборам. Разбирате ли? Еве, например, тоа што гледате објавите, тоа се ништо. 90% ми ги нема објавите. За крипто ми ги нема објавите. За конспираси теории ми ги нема објавите, разбираш? Разбирате? Така да, се еве со Славчо сме у Славчо работи на огромен проект. Да се ставе, чек само што сакам да покажам друго. Не беше тука? Да, работи Славчо на голем проект да направи таа страна, да има преводи, значи од Twitter, од YouTube, ќе има директно превод на македонски, нели ќе и треба време на тоа да преведем, а ќе биде многу јако. Ќе значи тие што се жалете дека не знаете англиски, да знаете дека ќе имате превод на најдобрите канали, ќе ги избереме. Додуша имам идеја за бриф на Славчо, гледаш, добро е што се ме текна, треба да му пишем сега. Имам идеја да како се вика, да пишем, ние што имаме канали изберено имаме, треба да го прашам само до колку канали може да поддржи тоа чудо од вештачка интелигенција, да пишеме кои канали, например, најсакате да бидат преведувани. Од Twitter зборам кои канали најсакате да бидат преведувани, да видиме и да пишете еве у коментар кои канали мислите дека се добри да се преведуваат така, ама со квалитетни информации што има. Да видиме и еве другари кој има повише информации да каже, знаеш дека начето сите забравивме на ово. Абе Солана нели требаше телефон да даде на сите јануари. Ја имам двајца пријатели што купија телефони по 400 или по $500, не се ќава. Со додуша они да дадеат токени у вредност од $300-400, ама овие не ќе да ги продават. Се не ќе да ги продават, а ми кукат брат што биде телефон. Викам брат, ја Кина е, знам у Кина дека треба да се произведува, а Кина со овие тарифи со чуда со војни, како ќе се произведе? Ја па како ќе се произведе, кога ќе се донесе у Америка, сигурно чекат да поминат војните, трговските војни. Иначе требеше да има требаше до сега да бидат пратени тие телефони. Ако некој нешто има информација или линк, да објави криптореволуција или да пише у коментар на YouTube, дали знае некој информација кога тај телефон луѓе ќе стигне. Че не ми е јасно тие телефони требаше, сеќавам се, јануари 2025. Брат, ние сме сега скоро на средината и доме, нема ништо. Еве тука ги надуват. Ама не ми е јасно зашо ги нема. Не сеќавам дали беше Сикер, нели некој другач се викаше или. Ако некој пише, ако некој има информација, ако прати, ако има, нели у Македонија многу луѓе бевте порачале телефоните, ако не се лажам. Не ми е јасно што биде стои телефони. Токени да, сведок сум лично дадеа. Лично и ги дадов, кај мене стигнаа, оти оној нема тога е Solana Wallet, кај мене стигнаа токените, у all time high имаше околу $450 или $300. Имаше, не ќе да ги продават нивна грешка. Значи, они телефоном више токените го беа исплатиле. Ама ако има некоја информација да каже што мисли кога ќе стигне тоа чудо. И друго што зборев, не ми текнуваше нешто, зборев за за кои канали, Криптораски мислам да е добар канал, стварно објавува на дневна база, еве например, тоа вода се појави на македонски. Ке е јако, и многу луѓе стварно не разбират, разбираш. И некои YouTube канали да некои YouTube канали да например видеото Славчо рече ќе може да биде преведено на македонски, замислете си братки си, друго е на македонски, сега нема од почетокот да е нели со 100% точност, ама ќе учите англиско-македонски, брат. Така да, тај проект е голем проект е.
да успее само Славчо, што побрзо да направи таа страна. Многу луѓе више ми ја праќат, значи ја знаат, еве, страната и само едно забрав да кажам. Не ми пишувајте луѓе, не пишувајте на тие мейловите прашања. Славчо кажа стигнали се некои прашања од стило не се сеќавам што беше. Ја немам уште достап да ги отварам тие мейлови. Тие мейлови се измислени затоа што нели ние сме криптореволуција е непрофитна. Мојот YouTube канал е непрофитен. А додека криптореволуција веб страната што ќе се направи, ќе биде пуштена, тие мейлови се за компании и чуда ако сакат да се рекламират. Разбирате ли, да се рекламират и тие пари кои што ќе се добијат е за техничка поддршка на страната да може уште појака да направиме со вештачка интелигенција што ќе ја преведува, разбираш, со уште појак македонски јазик за комплетно да се описмене цел Балкан. Значи цел Балкан да се описменени емисијата, прво на македонски, цел Балкан да се описмени у стило сите овие информации кои што се добри каналите да бидат на македонски. И ако здраве Боже да речеме се рекламират еве телевизии на кои што јас сум наступувал или други, например, ќе пуштеме, други македонски кажи го инфлуенсери или чуда, добри мислам некои, не лоши, се гледа ако сакат да се рекламират на нашата веб страна. Еве ќе ја покажам да се Славчо само да не се налуте, еве, да се, ама иначе не е готова. Значи ако сакат да се рекламират тука, ќе треба да кажи го ќе треба да си нели да си платат и овој ќе биде првото нешто профитабилно што ако се рекламират, ама ќе биде употребувано за да се развива што повеќе на македонски каналите и што повеќе на македонски да е. Ово требаше многу одамна да биде проект завршен, ама Македонија на мене ми тражи некои луди пари. Луди пари, а на Славчо секој му чест, Славчо се нафана да го работи овај проект и да се надеваме дека многу луѓе ќе сакат да се рекламират тука и што повише ќе се рекламират, што повише ќе има приходи, тоа повише страната ќе се развива на повише балкански јазици и посебно на македонски, да народо имате информации на наш јазик, како што сум видел пред 4 години. Ама не успеав затоа што ви викам, луди пари ми тражија за овакви работи и неколку групи имаше и сите групи ги одбив. Не една, неколку групи имаше. Така да луѓе, watch листата и тоа е. Леле, луѓе, колку претерав? Дека се гледаш? 30 минути. Чекај, ја мислев збораме на сат. Не е многу 30 минути. Другари, кажав ви, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано и другите 10% имате, гледај колку. Што се без Меланија и без Трамп. Тие два ги пратам чисто нели оти Трамп отвори Пандорината кутија. Али другите технологии по 10% тешка работа да се сгрешат. Кажав ви, bull market ки има и спаднав управо. Биткоин не падна на 50.000, не падна на 30.000, не падна па на 18.000 да има корекција. Значи, гледате, држи, неколку дена држи 93.000, што значи дека скоро време ќе експлодира. Ја многу ми криво онај ден не можев да снимам видео, ама на многу луѓе кажав, викам луѓе ќе видите ќе мине 92.000 и спаднав управо. Али не ќе да кажам такви видеа испаднав управо, не сум испаднал. Битно е интересираме дека има bull market, уште Трамп не е укарал, кажи го, од резервите. Тие крипто што ги има се од запленетите. Тие се од запленените крипто што ги држат и фактички нема да ги продават. И тоа е јакото. Иначе се од запленените крипто, значи да знаете, не се купувале. Енос ке се купува. Енос ке се купува. И биткоин, и етериум, и сите тие амерички токени. Тие америчките токени, American Tokens, другари имате листа на CoinMarketCap. Ке си ги најдете и да не ги рекламирам, ке си разгледате и ке си изберете. Така, другари, чао!